Почитувани гледачи, сега во продолжение ќе имам можност да разговарам со психологот, семен системски советник и организацијски консултант Бојана Стојменовиќ Петровска на една многу актуелна тема, а тоа е burnout, односно прегорување, секако и други теми пропратни ќе опфатиме. Бојана, ти благодарам што одвои време да поразговараме. Благодарам и на поканата. Темата burnout, односно прегорување, е многу актуелна и многу често се слуша за оваа состојба. Па кажи ни за почеток што тоа всушност значи? Се согласувам. Забележувам јас наназад низ годините, постојат термини кои што се поврзани со менталното здравје, кои што навистина некогаш знаат и да влезат во некоја прекумерна употреба и каде што веќе и се прашуваме дали е ова баш burnout или не е, дали е ова анксиозност или не е, или е само можеби еве некој симптом кој што ние го чувствуваме. Се согласувам дека барем во последниве 2 години навистина многу често слушаме и клиенти и луѓе околу мене да кажат јас влегов во burnout, јас готово прегорев, не можам да издржам, но многу пати знам да кажам burnoutот не е замор кој што трае 1 или 2 дена и не е премореност или истоштеност или ситуација каде што ние сметаме дека не можеме еве да ги издржиме работните обврски во текот на денот, туку една состојба која што навистина е многу покомплексна од тој 1 или 2 дена и е состојба која што навистина бара посветеност, време и еден посебен начин на пристап каде што ние сето тоа ќе го надминеме. Така да во кратки црти burnoutот или синдромот на прегореност представува една ментална, физичка и емотивна оптеретеност на една личност, една измореност, општа истоштеност која што трае, која што не трае само 1 ден или половина ден, туку трае особено кога личноста е изложена на континуиран стрес на некој изминат икс период. Така. Значи симптомите кои што може да се препознаат се претпоставувам голем замор, незадоволство. Многу се интересни симптомите. Мислам, многу лошо звучи кога психолог ќе каже интересни симптоми, но интересни се затоа што не е како кога ние се разболуваме и имаме грип. Или кога ќе се разболиме и не знаме веќе наболи грло, пак имаме наеднаш висока температура, болка во грло, изнемоштеност, болки во тело, за да ние кажеме леле мене ме фати наеднаш и сум болен и нешто мене ми се случува, па ми треба време. Оно што е интересното кај burnout е што симптомите почнуваат многу полека, многу постепено. Така да секој човек е различен, морам тоа да го напоменам, и јас секогаш настојувам на тоа дека за секоја личност имаме некој различен индивидуален пристап, така да оние кои што ќе слушаат, доколку се пронедат, сакам да имаат на ум дека тоа што можеби ќе го кажам тука нема да важи баш по тој редослед кај нив. Така да генерално симптомите почнуваат многу спонтано. Генерално она што е заедничко е присутност на некој континуиран стрес кој што обстојува извесен период, не е поврзан само со работата најчесто, поврзан е многу пати и со други аспекти од нашето функционирање, нашето живење. Па така прво кое што ќе се појави е можеби заморот, оној замор кој што се појавува кога ние постојано сме изложени на едните исти или па и различни стресогени фактори. После заморот доаѓа она општа исцрпеност едноставно. Не е замор, туку е општа измореност каде што се надоврзува и со појава на незаинтересираност, апатија во однос на извршувањето на работните задачи. Незаинтересираност или апатија во однос на вклучување на социјалниот наш живот, па можеби почнуваме да одложуваме и презакажуваме некои други наши ангажмани и други наши вклучувања. Па потоа доаѓа еден момент на цинизам, негативизам кој што се појавува, па потоа се доврзува и момент на фрустрација, затоа што сето ова почнува да попречува. Почнуваме, јас ако се осетам каде што мене веќе ми паѓа мотивацијата, ми паѓа, енергијата, се осеќам континуирано исцрпено, изморено и оптеретено и физички, и емотивно, и ментално. Најверојатно ќе се појави еден момент на фрустрација каде што едноставно ќе предизвика и лутина, ќе предизвика гнев, ќе предизвика можеби вина, затоа што иако постои некој мит, би кажала дека burnoutот се јавува кај мрзеливи луѓе кои што не сакаат да работат, апсолутно не е така. Burnout е многу почест кај луѓе кои што се амбициозни, луѓе кои што имаат високи барања, високи очекувања од себе, па така да и затоа појавата на овие симптоми знае да предизвика и чувство на вина, дека јас не правам доволно, па чувство на фрустрација, лутина кон сами себе или евентуално кон околината, да. И да сето тоа едноставно предизвика
игра и пад на перформансот, пад на сето, пад на мотивацијата и да тогаш веќе се види оној колапс каде што една личност ќе каже дефинитивно нешто се случува со мене, или она кое што е се почесто да околината даде фидбек и да каже види забележувам нешто, гледам дека не се случува нешто со тебе, сметам дека можеби треба да видиме од каде доаѓа, па да со тој фидбек некој можеби се освести и каже мене навистина можеби ми е потребна некоја консултација, помош или нешто се случува со мене и да препознае. Така, многу во брзо темпо живееме, неминовно, и како што спомна и ти, многу често се случува некои термини да употребуваме, да не, нели, вистински тоа да ни се случува таа состојба. Сега, кога, например, гледачите да побараат помош? Кога е веќе време за алармантност? Да, јас, како што напоменав на почетокот, ние живееме реално во време каде што ние мислам дека не се случило во минатото да ние бидеме изложени на информации постојано, ама од друга страна и да ни бидат достапни постојано информации, мноштво на информации доколку ние сакаме да се информираме. Сега тоа е меч со двеоштрици, затоа што никогаш се информираме, не проверуваме извор од каде тоа е дојдено, па може да дојде до дезинформации, но од друга страна тука се подпираме нели на нашата моќ да ние можеме да пресудиме и да одлучиме нели од каде ние ќе се информираме, но од друга страна ние не можеме да го забраниме тој момент, да некој да речеме каже јас влегов во бърнаут, а да тоа можеби не е бърнаут во прашање. Но овие знаци, овој момент, доколку ние имаме личност, да речеме колега на работа, кој што многу често повторува и кажува јас сум пред бърнаут, јас влегувам во бърнаут, јас не се чувствувам добро, веќе осеќам дека прегорувам. И доколку гледаме дека тоа го напоменува неколку пати, дури и доколку тоа можеби не е бърнаут, треба да видиме, не да се загрижиме, туку можеби човечно да поразговараме прво и да кажеме, чекај, забележувам дека често повторуваш. Што се случува? Од каде идеја дека е бърнаут? Што е она што се случува со тебе? Што те преморува? Можеме ли ова никако да го комуницираме, да го, не знам, во HR сектор, менеджмент сектор и така натаму, но од друга страна има еден момент кој што многу пати го давам како насока, а тоа е кога ние самите прво забележуваме дека нешто не е во ред, дека нешто не е окей, дека нешто се случува со нас. Да речеме, ако зборуваме за бърнаут, забележуваме дека заморот е се повеќе присутен, исцрпеноста е повеќе присутна. Како што имав еден клиент кажува, одам на работа, нозете ми се враќаат назад и имам отпор да одам на работа, едноставно престанав да имам љубов за работата, не сум мотивиран да ги работам задачите, почнувам да ги оставам, да ми се трупа, па самото трупање да ми предизвикува уште поголем отпор и анксиозност и се повеќе и повеќе земам боледувања, не сум реално болен или отсуствувам, користам денови одмор и така натаму. Мислам дека секој човек е доволно рефлективен и свесен за да прво кај себе ова го забележи дека нешто не е во ред. Од друга страна, не треба да го заборавиме и фидбекот од другите луѓе. Ние припаѓаме во повеќе контексти, тука е работниот контекст, тука е семејниот контекст, нашиот социјален контекст, пријателите и така натаму, каде што секогаш добиваме некаков фидбек. Дали тоа може да биде забележувам дека се повеќе работиш од дома. Не било тоа често со тебе, дали има можеби некоја причина. Може да биде забележувам дека многу од работите ги доцнеш, дали ти треба повеќе време или премногу работа добиваш. Ова е може би идеален разговор, ама фидбекот кој што ние го добиваме е она кој што сакам да го потенцирам. И друга работа е можеби кога ние ќе погледнеме наназад, да речеме 3 месеци, некоја рамка и забележуваме дека има некоја промена во однос на нашето функционирање. Дека можеби сме направиле промена од каде работиме, сме направиле промена можеби на неколку работни места и на сите работни места се чувствуваме подеднакво исто. Дека не наоѓаме интерес и љубов кон работата како што сме наоѓале претходно. Дека одложуваме социјални контакти, социјални дружења, вклучености, дека се повеќе одбираме да бидеме сами. Дека се наспиваме, ама сонот не е оној кој што е потребен и дека ние не се чувствуваме одморени покрај тоа што ние ќе се одмориме и ќе се наспиеме. Тоа се оние моменти каде што пак кажувам дека ние сме доволно самосвесни да кажеме дефинитивно нешто не е окей со мене. Сега, она кој што го имам забележано во мојава работа и што мене ми е исто интересно е што кога ќе се јават овие симптоми,
луѓето многу пати знаат да се консултираат прво со нивните матични доктори, па проверуваат крвна слика, дали е во позадина, можеби не знам. Некоја друга медицинска состојба, дали е тоа, не знам, да не ги редам проблемите. И она кое што многу пати го добиваат како фидбек е ти си добар, тебе не ти е ништо медицински, најверојатно е во прашање можеби стрес, одмори се. Но многу малку стручни лица знаат да препознаат синдром на прегореност, бернаут и да кажат, види, се е окей, но она кое што ти мене ми го опишуваш, сметам дека спаѓа во некој друг домен и да можеби ги упатат. Така да многу е тенка таа граница кое лице ќе препознае и многу е важна прво едуцираност на сите оние лица кои што работат во било каков аспект, грижа на ментално здравје, грижа на физичко здравје. Затоа што ако тоа не се фати на време, тогаш тоа е веќе спирала, каде што веќе луѓето почнуваат да злоупотребуваат можеби одредени супстанции, да почнуваат да можеби взимаат некои други однесувања кои што повеќе ќе наштетат отколку ќе помогнат и да тоа веќе стане многу покомплексно отколку што било на почетокот. Наместо едно да лечат, нарушат нешто друго, што се вели, нешто што не е. Тука заедно со бърнаутот се поврзува и анксиозноста. Од можеби многу обврски, можеби некои и приватни ситуации, многу често и тој збор го употребувам и се слуша. Не може да не се поврза. Затоа што и самиот бърнаут, како што кажав, не е нешто кое што трае 1-2 дена, 7 дена, туку трае период. И кога во тој период една личност не може да си објасни што се случува, јас бев функционален, високо продуктивен, носев големи одговорности, секојдневно носев големи одлуки, а сега се соочувам со намалена мотивација, апатија, не ми се оди на работа, се ми изгледа безсмислено и се осеќа чудно и тоа трае и не може да си го објасни. Како да не се јави анксиозност? Анксиозноста ќе биде присутна, најверојатно депресивните симптоми исто така може да се јават, да бидат присутни. И па како и да е, ние да го препознаеме едното и да можеби една личност се одлучи да се консултира со стручно лице и да побара можеби професионална поддршка и помош во однос на анксиозноста, ние кога ќе почнеме да работиме и да истражуваме, синдромот на прегореност ќе дојде на површина, не можеме ние да гутнеме и да не го видиме. Така да затоа е многу важна таа психоедукација која што ја кажувам, а тоа е да ние се информираме за нашето здравје. И во странство ми се чини веќе и кај нас обрнуваат внимание токму на овој проблем, односно се грижат за менталното здравје на своите вработени, нешто што е исклучително важно. И еве, Бојана, ти исто така соработуваш со многу компании, многу фирми. Како е всушност ситуацијата кај претпоставените, какви се вработените во денешно време, има ли релација помеѓу нив? Морам да признам дека ковид пандемијата направи голема разлика и голема промена, каде што некаде компаниите видоа колку вреди човекот во компанијата и колку човекот вреди да биде психофизички здрав. И дека доколку ние немаме психофизички здрав вработен, тогаш она кое што ќе страда работата, а тоа ќе го осети компанијата во целост. И некаде отварањето на компаниите баш настана тогаш во ковид пандемијата, каде што се повеќе мислам дека и јас и моите колеги бевме навистина вклучени и навистина барани, затоа што се виде колку е важно не само физичкото, туку и менталното здравје. Мене ме радува што се повеќе се отвараат за повеќе теми, веќе не се теми како што се ментално здравје, само да речеме анксиозност, панични напади, депресија, бърнаут, на топ 3 или 4, туку веќе се повеќе и повеќе се отвараат кон други некои посуптилни теми кои што можеби нема директно да го афектираат менталното здравје и да тоа се рефлектира веднаш на работата, ама некако е поврзано. Да речеме враќање на работно место по породилно отсуство или доколку ние се соочуваме со смртен случај, па можеби поддршка и цел процес на поддршка кога се случува нешто такво. Или доколку една компанија прави трансформација внатрешна и потребно е човек кој што ќе помогне да вработените некаде полесно се снајдат кон промените кои што се случуваат. И тука исто така сме вклучени, каде што пак ќе кажам, не е директно нешто кое што една личност ќе го донесе на работно место, но можеби доколку може да се поддржи да тоа биде да не биде осамена таа личност на работното место додека го поминува тоа,
и така како може да се превенира и се повеќе тука некаде сме вклучени. Поддршка на родителите исто така е многу важна и е тоа нешто кое што е тема која што е доста барана и доста се отвараат компаниите. Односно, како што напомена на почетокот, живееме во брзо време, каде што навистина родителите кои што работат жонглираат некогаш со тие часови кои што им се достапни. Градинките работат со исто работно време колку што е работното време и на работните места. И многу пати отвореноста на компаниите да ги поддржат родителите исто така е многу значајно да се зачува менталното здравје на овие вработени, затоа што тогаш, како што многу пати знаат да кажат, Бојана, види, ние сме на клацкалка. Ако брзаме и да завршиме што побрзо работа, во интерес на тоа на време да си го земеме детето од градинка или да бидеме посветени на децата дома, тогаш се чувствуваме дека не вложуваме во кариера, дека некаде заостануваме. Од друга страна, кога ние ќе вложиме повеќе во однос на работата, па ќе останеме и прекувремено, па ќе работиме и од дома и така натаму, чувствуваме дека не сме присутни како родители. Така да компаниите кои што вложуваат и во родителите кои што работат и се работно ангажирани за да им го олеснат овој процес кој што не е поврзан со нивното нели професионално ангажирање, ама е поврзан со друг сегмент, исто така многу помага за да овие родители, овие вработени бидат многу повеќе ангажирани и многу повеќе продуктивни во средина кога ќе почувствуваат дека се поддржани. Така да менталното здравје многу е обтегнато. Многу. И многу има подслоеви, ако може така да се каже. Да. Во склоп на тоа брзо време, односно на ова кое што моментално го живееме, што е со друштвениот социјалниот живот? Колку пријателите, најблиските, партнерот може да ни помогнат, да ни одмогнат во овие ситуации? Спомнавме дека помош треба секогаш да се побара, апсолутно, но како сега во склоп на тој бърнаут да се организира и она приватно време кое што го имаме? Секогаш кажувам на тоа дека сите ние сме различни и сите ние имаме различни ресурси. Не располагаме со истите. Идеално би било кога сите ние би имале да речеме одличен семен ресурс, па кога е во прашање да речеме деца, да ние можеме да се потвреме. Не сите тоа може да си го возможат, особено во време каде што повеќето луѓе мигрираат, дали во различен град, различна држава, па кога се еве баба, дедо, тетки во прашање, баш и не е така, не се така достапни секогаш и затоа не можеме да збориме за некоја формула што ќе важи за сите. Но на кое што секогаш го работам и со клиентите, тоа е дека сите ние треба да се свртиме и да видиме кои се прво нашите ресурси, што е она што ние можеме да си го обезбедиме и во интерес на тоа време кое што ние го имаме, што е она оптимално што ние можеме да си го направиме и дадеме за себе. Идеално би било кога сите ние би можеле нели да извршуваме сите работи што сакаме да ги направиме, но денот има 24 часа. Тоа е реалноста. Ефективни ни се можеби пола од тоа кое што треба да пресечеме и да бидеме присутни на неколку места симултано. И тоа не е возможно, но на кое што секогаш го кажуваме дека многу е поважно кога ние сме навистина вклучени, кога навистина уживаме во работите и кога сме присутни. Тоа што значи? Ние можеме да кажеме денеска ќе работам од дома и денеска ќе бидам посветена на децата со тоа што ќе работам од дома. Дали е тоа посветеност? Ако јас сум пред компјутер и ако јас сум постојано на телефон, што дека децата се дома? Мене децата не ме добиваат со фокусирано внимание, туку ме добиваат со моја физичка присутност. А физичка присутност не значи целосна присутност и ангажираност. И кога ова ќе го зборуваме дека можеби е подобро да се работи одредено време, па да можеби паузата, доколку работиме од дома, се повеќе луѓе работат од дома, барем во денешницава, да можеби одвоиме 15 на минути, половина час каде што ние ќе бидеме фокусирани и тогаш не постои телефон, не постои работа, но потоа повторно ќе се вратиме и тоа е некаков вид на баланс. Баланс не е пресек кој што ние ќе го направиме и ќе кажеме ова е толку, 50 тука, 50 тука, 30 тука, 30 тука. Туку баланс е еден момент каде што ние го даваме нашето фокусирано време и ангажираност и присутност и ние се чувствуваме во ред со тоа, се чувствуваме во мир со тоа дека сме ние направиле доволно. Многу пати го давам и мојот пример. Ангажирана сум во неколку полиња професионално и многу пати луѓе знаат да ме прашаат па како постигнуваш. Постигнувам со тоа што сум фокусирана баш на тоа што го правам во
во тој период, во тој дел од денот, токму тоа кое што е побарано или ставено во распоред. Но од друга страна, кога јас го земам син ми, да речеме, од градинка, тоа е најчесто помеѓу 4 и 5 часот, јас сум фокусирана таму. Тие неколку часа мене ми се ангажирани за него, одвоени за него. Тоа е фокусирана игра, фокусиран разговор, правиме игри, правиме активности, шетаме некаде или сме дома, но тогаш мене навистина не ми е важно каков мејл мене ми стигнал или кој мене ми задзвонил на телефонот, и некаде во однос на итност и на приоритет на вистина мене ми е детето. Или кога ќе излезам со моите пријатели, мене не ми е важен телефонот и да мене ми биде вклучен и да јас бидам на телефонот, туку мене ми е важно да јас сум таму со тие луѓе. Така да, не дека телефонот е важен, туку нашата подготвеност да ние знаеме дека ќе бидеме фокусирани. И кога ние ќе знаеме дека сме биле фокусирани и дека во интерес на нашето време, дека ние сме успеале некако да се спогодиме, да избалансираме, не само во рокот на тој еден ден, туку и во рокот на таа цела една недела, тогаш ние некаде условно кажано знаеме да го одржуваме балансот, затоа што балансот не е еден единствен пресек и не е мерење на часови што ние правиме и не е баланс само во еден ден, туку е баланс во еден одреден цел период. Така, многу убаво кажано и многу корисно кога сме тука да бидеме присутни, а не да мислиме на тој мејл кој треба да го испратиме или на повикот, и тоа е нешто што навистина треба да го применуваме. А колку во анксиозноста влијаат, еве сега burnout, па да се поврзаме и на другото, интернетот, мрежите, колку придонесуваат за анксиозноста, секако зависи кој како, на кој начин ги користи, но знаете да вознемират? Мислам дека со ова што ќе го кажам станувам навистина досадна, затоа што го повторувам во неколку наврати, а тоа е дека како што ние, еве ако си замислиме дека имаме нели наше дворче, ние одбираме кого ќе пуштиме, ние одбираме кого ќе пуштиме во нашиот дом, ние одбираме кого ќе пуштиме до нас, да ни се приближи. Но исто така и ние имаме апсолутна можност да одбереме на нашите социјални мрежи кого ние ќе следиме, кого ние ќе слушаме, кои страни ќе ги читаме, кои информации ќе филтрираат до нас. На сите социјални мрежи има филтер, да ние нешто сокриеме, да ни нешто избришаме, да стопираме, да ни стигаат објави, така нотификации и така натаму. Така да социјалните мрежи, ако ние не ги гледаме како наш непријател, туку ги гледаме како наш помошник, како алатка, да речеме, во ова наше време на живење, тогаш апсолутно не се негативни, токсични, ако ние мудро одбираме. Но, ако ние не одбираме, ако ние не филтрираме, ако ние дозволуваме да до нас допираат информации кои што еве не вознемируваат, не ни делуваат добро, тогаш не мислам дека информациите и социјалните мрежи се виновни, туку можеби ние ја имаме не виновноста, туку одговорноста во тоа што ние и како ние ги раководиме и што ние правиме со нив. Да речеме, кога јас еве ќе отворам, дали е тоа Instagram или Facebook или LinkedIn, тоа користам во суштина, не користам друго. Јас знам од прилика што ќе стигне до мене како информација, кого ќе читам, затоа што имам сетирано што сакам јас да гледам на тие мои, не знам, платформи, на тие мои профили. Но од друга страна, кога не сум го направила тоа, секако дека јас тоа не сум го направила веднаш, туку имало време и период кога до мене се допирало, знаело да се случи да се вклучам на Facebook и да почнам да читам, да дојде една информација, кога ќе скролнам, алгоритмот да ми покаже нешто слично, па нешто слично, и јас памтам имало периоди кога јас ќе отворам Facebook и само негативна до негативна, како една црна хроника на Facebook ми било. Да. Ама тоа било моја одговорност, што јас отварам и што јас дозволувам да дојде на тој некој мој простор. Така да балансот на тоа, одлуката практично каде јас ќе ги добивам информациите, доколку мене ми интересира што се случува во светот, постојат портали кои што или генератори кои што можат во еден клик да ни дадат информации да ние дознаеме. Не мора тоа да биде наша социјална мрежа каде што ние сакаме да гледаме познати луѓе, да комуницираме со наши блиски луѓе со кои што не можеме да се видиме и така натаму. И ако ние се сфатиме себе си дека правиме некои работи или активности или контакти со луѓе кои што мене не ме прават срекна, не ме прават задоволна, прашањето е зошто тоа го правам. Второто прашање кое што можеби треба да си го поставиме е ако не се чувствувам така, што можам да направам повеќе или што можам да променам, што можам да појачам, да засилам за да ја се чувствувам посреќен, позадоволен од животот кој што го имам, од активностите кои што ги правам и така натаму.
И трета работа, и можеби не најважна, можеби па и најважно од се е баш она кое што го напоменав, нашата присутност во работите кои што ние ги правиме и нашето уживање во работите кои што ние ги правиме, затоа што ако ние не сме присутни и ги правиме пропратно работите, ако ние не наоѓаме задоволство и не уживаме, и не наоѓаме во смисла во тоа што го правиме, тогаш да, најверојатно ќе живуркаме, најверојатно ќе ни одат деновите еден за еден, ќе ни оди животот и ние нема да наоѓаме задоволство и ќе се чувствуваме дека сме можеле да направиме нешто многу повеќе. А во суштина можеме да направиме многу повеќе доколку ние навистина уживаме во сите оние работи кои што ние ќе си ги одвоиме како важни и да не забораваме дека животот е долг, животот е еден, но од друга страна и имаме многу фази во животот кои што од нас бараат некоја поголема ангажираност некогаш во некоја област. Ова го напоменувам затоа што особено го среќавам кај студенти, каде што се знае дека се претпоставува, се знае дека одговорноста, барањето е да се даде акцент на ангажирање, учење, волонтирање и подготовка за оној друг дел од нивниот живот. Кога имаме млади родители или родители, каде што фокусираноста и ангажманот е на нивното време, најверојатно ќе паѓа најмногу околу нивните деца, нивниот дом, активности и така натаму. Тоа не значи дека ќе биде постојано така, туку тоа значи дека во оваа животна фаза тоа е така моментално и дека не треба да се чувствуваат лошо, туку навистина да уживаат во тој период, затоа што завршуваат и студиите, децата растат, завршува и тој период на неспиење и на бесани ноќи. Се има некако рок на траење, доколку ние реално тоа така си го погледнеме и дека нашата фокусираност и уживање и давање дозвола на себе си да бидеме присутни, да наоѓаме некаде забава и смисла во тоа, на нас не носи некаде долгорочно задоволство од нашиот живот и оној хедонистички пристап дека ние навистина го уживаме тоа што го живееме. Многу убав и корисен разговор. Се надам дека и нашите гледачи ќе примат нешто од тоа што ќе допре до нив дел од нашиот разговор секако. Бојана, ти благодарам многу за овој разговор, мене ми беше многу инспиративен. Ти благодарам многу исто и на поканата и нареден пат се надевам ќе разговараме и на други теми. Секако, со задоволство.